вечер, гледате Клик Плюс, јас сум Боријан Јовановски. Годината која помина заврши бурно и така почнува и ова. Очигледно е дека не очекува ова 2023 со многу бурни политички случувања кои на некој начин ќе одредат и иднината на државата. Што ќе се случува во престојната 23 година? Денеска со мене во Клик Плюс гостин е поранешниот председател на Либералната партија и актуелен иницијатор на граѓанското движење Нова Република. Иван Величковски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Господин Величковски, ева да прашам прво, очекувате ли промена на устав? Да. Тоа е една од темите, предпоставувам, која на известен начин ќе биде клучната околу која ќе се кршат копијата. Сега, ако е така, очекувате промена на устав пред избори или после избори, кои би се случиле оваа година? За тоа дали ќе има избори или не, всушност зависи од, би рекол, владиното мнозинство или собраниското мнозинство, дали тоа ќе се одржи, дооформи, зголеми. Но во секој случај зависи од тоа дали ќе се реконструира пристапот и функционирањето на институциите и во тоа многу зависи, повторно ќе кажам, од власта. Свеста за потребата од уставните промени, да не се лажеме, постои во сите партии и таа е причината за еден актуелен, драматичен судир што се случува во сите политички партии и движења, кој што се сведува на односот помеѓу проевропските или проинтегристичките сили од една страна и оние кои што би сакале да држат Македонија во позицијата пред и во раните години по 1991 година. Имено станува збор за тоа дали се избира Македонија, македонците и воопшто граѓаните на Северна Македонија да бидат дел од семејството каде што припаѓаат во Европската унија, односно да бидат дел од Западот во целост, или ќе се одржи обидот на постјугословенските и би рекол слободно постсоветските олигархиски групации кои што го окупираа просторот во политиката, во економијата, во медиумите, во сите општествени пори во земјата. Кога го вели тоа, мислите дека може македонското општество да остане вон западните текови со оглед на тоа што оваа агресија руска на Украина на известен начин ја создаде таа нова Јалта, во која Македонија е овој пат дефинитивно запечатена, на среќа, не знам, може би некој поинаку го доживува тоа, во делот на западната геополитичка карта. Може ли еве ова што зборувате, олигархијата, таа транзицијска шема да продолжи да Таа ќе се обидува да продолжи, се обидува да продолжи да функционира. Ги користи врските со поранешната групација Белград Бойс, која што е уште од поранешна Југославија во западните и во некои американски дипломатски кругови од тоа време, но се забележува дека со регионалниот развој и со сето она што значи движења во Србија, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, дека тој процес веќе не им се движи онака како што го замислувале, односно дека тие стари влијанија завршуваат. Тешко, тоа е мачен процес, тоа е процес кој што предизвикува многу судири, но тој е неминовен процес и од тие причини онаму сме каде што сме. Сите овие општества, сите овие држави, вклучително и нашата. Македонија останува на западот, иако обидот е да биде вратена назад под источно влијание. Тоа што сите забораваме да го кажеме е дека овие процеси се во Македонија станати видливи со 27 април 2017 година во Црна Гора со обидот за државен преврат практично таму. Обидот за држање на Република Македонска како проект во кој што овие структури ќе држат економијата, јавната нарација, политиката, пресликувајќи го обидот за Република Српска практично во Северна Македонија, е последниот, слободно може да се каже, постсоветски или прокремлински производ. И од тие причини забележуваме една страшна флуктуација во политичките, во економските, во социјалните движења. И тој процес сега мора да дојде до своето кресчендо, односно да ги видиме ефектите. Токму заради тоа, судирите не се меѓу политичките партии,
Сударите меѓу политичките партии се она востановена шема. Сега сударите се на проинтегристичките, прозападните, контра антиинтегристичките и антизападните текови во сите политички партии, во сите медиуми, во сите економски текови и групации. И сега забележуваме дека тоа избива на површина. Процесот беше прекинат, се извинувам само, процесот беше прекинат со губењето, слободно може да се каже, на суштинската нарација на социјални и општествени промени кои што требаше да ги донесе 2016 година. Обидот да се наметнат старите теми, за да се задржат старите поделби и да се оди во флоскула едно општество за сите, а всушност едно поделено општество на повеќе мали општества, денес како дава резултатот. Затоа барајте ги судирите во ВМРО-ДПМН, во СДСМ, во ДУИ, во сите политички партии, како последица на овие одложени процеси. И денеска Македонија на истото место каде што беше 2016 по круцијалните прашања. Оно што го имаме како предност и како, би рекол, резултат на една стратешка определба и издржливост на прозападната наратива во Македонија, тоа е членството на Северна Македонија во НАТО. Околу прозападниот наратив во Република Македонија, верувате ли дека тој автентичен или е повеќе би рекол опортунистички во смисла на тоа им се допаѓа на стратешките партнери и тоа ни е потребно како поддршка од надвор. Како го дефинирате тој наратив во таа смисла? Инвестирањето во погрешни или така да кажам востановени шеми на ликови и групации доведе до тоа да прозападниот и суштински западниот, не само прозападен, туку суштински западен пристап во македонското општество и во општествата во Македонија воопшто биде доживуван како неавтентичен, бидејќи неавтентични ликови, групации и политики се обидуваат да го јавнат. Сега кога тоа пропаѓа, судирите внатре во партиите и суштинската определба на политичарите, економистите, некои новинари и слично излегуваат на површина и се гледа дека тоа што го зборувале, односно се обиделе да го злоупотребат, за да ги задржат своите привилегии од пред и по 91 година или нивните потомства, сега едноставно не минува. Затоа кај сите граѓани имате многу поголема прозападна ориентација, одошто таа суштински се манифестира преку некредибилни политичари, некредибилни аналитичари, луѓе кои влијаат на јавното мислење и слично. Па, кога велите кај граѓаните прозападна ориентација, расположението според некои анализи оди се повеќе кон левица, односно екстремна една десница, која и текако не само што ги враќа старите наративи, него ги засилува. Да, но тоа го засилува и она отпорност на општеството кон лажни идоли, така да наречеме, но во исто време и кон непотребни, излишни или надминати нарации. Општеството ќе се судри. Да, има некои кои што сакаат, кои што пријателството го бараат на исток. Мнозинството го бара на запад, но не сака таму да отидат со политичари кои што всушност западот го користат за сопствено богатење. Не сака да поддржуваат политичари кои што зборуваат едно пред сите, мислат друго, а прават сосема трето. А обично тоа третото завршува со дебели, богати финансиски конта, поединечни и семејни. Затоа реков 2016 година беше клучниот момент, кога се напушти социјалната компонента и се влезе во реставрација на стари миленичиња, на одредени дипломатски мандати. Таа приказна заврши. Сега се враќа назад. И тоа се враќа преку неколку клучни, би рекол, суштински теми. Ветинг, расчистување со корупцијата, односно почеток, би рекол, сериозен и вистински почеток со борбата со корупцијата, воспоставување на систем во кој што судството нема да остане извршна алатка на внатрешните работи, туку ќе биде независна власт. Во исто време ќе бидат демантирани многу поранешни високи дипломати овдека, кои што го сопираа ветингот во Македонија, додека во Албанија го форсираа, кои што восстановија една неконзистентна политика на Брисел кон една и друга земја кандидат и аспирант за членство во Европската унија. Сега сите ќе ги платиме даноците на својата, ајде да кажам, пресметливост или поточно кажано на својата пресметлива лагодност во одржување на статус квото. Ќе ве вратам на ова, но да завршам. На што го темелите оптимизмот дека ќе се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот, потребно за уставните промени, односно старт
продолжување на старт на преговори оперативно. Сега сме во таа скрининг фаза која во ноември ќе заврши. ВМРО е многу експлицитно против. Раководството на ВМРО-ДПМН е експлицитно против. Да. Тоа не значи дека ставот на раководството Каде се 80 луѓе? внатре во собранието. Добро, тоа имплицира раслојување на ВМРО-ДПМН или прифаќање на раководството на ВМРО, одстапување од оваа позиција? Како што веќе забележуваме сите раслојувања во СДСМ, во ДУИ, истите раслојувања постојат и во ВМРО-ДПМН. Пред околу месец дена пишав, или Христијан ќе престане да го следи Димитар, или ВМРО-ДПМН нема да го следи Мицковски. И тој процес внатре кај нив исто така постои. Тоа не значи дека е видлив, тоа не значи дека е многу активен. Таа партија секогаш успевала во добар дел да ги држи своите внатрешни кавги прикриени. Но ни една кавга не останува вечно прикриена. Затоа, притоа, мислам, убеден сум, нова ситуација Крсто Муковски и такви експерименти нема да има. Затоа што сите сме соочени со фактите. Без ЕУ, ние сме практично нефункционални економски, а податаму проширете го тоа, институционално, системски, содржински. И тоа, ако не го чувствуваат раководството на ВМРО-ДПМН, го чувствува оној дел, да речеме, втор, трет, четврти ешелон во нивната партија. Тоа сега во моментот го субституираат со предвремени избори, ќе има предвремени избори, ќе бараме, ќе правиме. Можеби ќе ги добијат предвремените избори, тоа само доколку го дозволат владеачките партии, со своето непринципиелно однесување или со своето одлагање на приоритетите. Се друго. Приоритетите како што е промена на уставот? Видете, вие зборувате за промена на уставот како приоритет. Јас зборувам за промена на уставот како еден чекор во остварување на приоритетите. Како чекор, кој е важен? Да, но видете, за тој чекор се свесни и во ВМРО-ДПМН, и во СДСМ, и во ДУИ, и во Алијанса на албанците, наредете ги сите партии. Јас само го кажувам истото што сум го кажувал и пред 2 години, и пред 3 години. Сега кај нив што е проблемот? Едните би сакале, ВМРО-ДПМН би сакала да оди на избори, ама ако може потоа да разговара за уставни промени и тука да даде гаранции. Може ли е таа опција? Па не, бидејќи што би значеле гаранциите, да речеме утре да ви рече Христијан Мицковски, јас ќе гласам за промена на уставот, ама да имаме прво избори. Што ќе направи? Ќе потпише меница на нотар, мислам, не разбирам. Тука и претседателот на Републиката не го разбрав кога рече, да, јас ги разбирам, или ако добро сега го парафразирам, тој ги разбира пратениците на ВМРО-ДПМН, зашто не би гласале за уставот, потпишале меници на нотар. Дајте бе луѓе, ве молам. Гласот на пратеникот не зависи од менеца или изјава на нотар. Второ, да се сетиме, значи пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата нивна потпишуваа изјави дека нема да го менуваат уставот на Република Македонија. Во последниве неколку години таква држава не постои, туку постои држава Република Северна Македонија. И сите знаеме дека тоа е обична игранка. Дај доста веќе да си играме со некои правни смицалици. Луѓето не ги интересира веќе формата, луѓето ги интересира суштината. Добро, сите знаат дека уставните измени мора да се случат. Кој е просторот на маневарски на не затоа што да уставни, рече, добро сега, не, окей, ова што го зборувам уставни измени. Промените, тук сега ќе гласаме затоа што мора. Не затоа што уставните измени се потреба на партиите. Тие се потреба на македонците особено. Затоа што на тој начин ние кажуваме, луѓе, ние како македонци немаме проблем секој да се идентификува како што сака, затоа што ние се идентификуваме како македонци, затоа што ние така сакаме. И тоа е оно што ќе го разбие на крајот баукот на уставните промени и во власта и во опозицијата. И тоа е разбиен баук кај луѓето. Тоа е нешто што се уште им е потребно на партиите за да глумат дека има политички процес. Но тој политички процес никого не интересира, бидејќи тоа е процес на раководство. Истото ви се однесува на овие обиди, ајде сега ќе се сруши владата, не знам, Мицковски и Заев се договориле. Но луѓе, тоа е 2020 година случајно. Годината така ја завршивме со таа драмолетка, како да кажам, околу тоа дека широка коалиција со ДУИ, без ДУИ, така и почна годината околу сето тоа. Дали од друга страна па можеби и реална опција е широка коалиција која таа операција на промена на уставот ќе направи и ќе се отвори патот? Имам два одговори на тоа. Прво, дека последен момент кога широка коалиција можеше да значи нешто корисно за државата и за граѓаните беше 2015 година кога започна процесот на детронизирање на власта на Груевски.
во тој момент, и тоа не широка коалиција, туку концентрациона влада. Односно, сите кои што беа против хибриден режим во Македонија да се соберат на едно место. Денеска широка коалиција, знам дека ова нема да им се допадне на мнозинството политички партии, на многу дипломати. Денеска широка коалиција ќе значи само договор за одржување на постојниот статус кво, за одржување на партиите, за пренебрегување на потребите на државата и на граѓаните и практично за гуслање стари песни кои што веќе се далеко од репертоарот. Зошто ако таа широка коалиција подразбира известна реализација на програма која јасно ги дефинира приоритетите и ги одразува потребите на општеството за промена. Широката коалиција, како што се замислува и како што се заговара, одразува само потреби за заскривање на одговорност на политичките раководства. Тоа не се лидерство, тоа се само раководство на луѓе кои што седат во одредени кабинети и користат одредени привилегии. Ако сакаме да зборуваме за програма, значи јас повторно ќе кажам, нас ни треба реформа во МВР каде што е создадена тромбоза или загушување на крвотокот на пружање соодветни истражители во обвинителствата, за да може процесот во обвинителствата да се движи за на крај комплетен предмет да стигне до судството, каде што се знае во судот, или ќе судиш по закон или веднаш се гледа дека ја прекршуваш таа работа. Тоа не е проблем, во судот стигнаа готови предмети, па во судот ако не се квалитетно обработени, тие ќе паднат, а потоа никого не можете да судите за исто дело два пати. И тоа се случува цело време. Или се застаруваат предмети, или се неквалитетно обработуваат, затоа што тој процес на обработка, истражување, документирање, докажување и санкционирање е прекинат. Чекайте, според вас не е проблемот во судството, туку во истражување? Не, проблемот е паралелен. Јас ви кажувам сега еднакво значајни етапи кои што мора да се спроведуваат паралелно. Во исто време, зошто зборував цело време за ветинг? Ама не онаков седнавме ние во партија и решивме дека ќе правиме ветинг. Не, тука имате со државни органи се прави тоа, со решителност и со листи. Сакате да ми кажете дека Соединетите американски држави може да направат црни листи за корумпирани политичари во Македонија, ама во Македонија не може да направиме црни листи, или МВР не може, или обвинителство, или судство. Хајде бе, мова. Околу тоа прашање, очигледна е нервоза секаде во овие политички структури, власт, опозиција, лево, десно, напред, назад, околу најавата на Стејт департментот за проширување на црната листа, на која се веќе Груевски и Мијалков, и паниката, тивко е, но паника постои. Како очекувате оваа ситуација да се развие понатаму? Паниката е најголема кога е најтивко. И затоа сега паниката е огромна и таа е во сите политички структури, но онака како што ја кажав, на линија на внатрешни поделби интегристи и антиинтегристи. Тоа е прва работа. Втора, паниката сега се субституира со лажната дефиниција за представеност или непредставеност на македонците, представеност или непредставеност на албанците и слично. Во суштина, сега паниката е бидејќи доаѓаме до соочување дека системските македонци и системските не македонци од сите етнички заедници воопшто да зборувам, само тие се представени во институциите и во политиката. И нивните финансиско-стопански, коморашки инвеститори или собственици, подочно да кажем. Сите други, македонци, албанци и слично, сите се непредставени, бидејќи се несистемски. Од нив се очекува само да депонираат глас, да чекаат вработување во државна администрација или некој тендер да се заврти, и тоа е се. Борбата е, а особено таа борба се гледа низ инсистирањето за широка коалиција. Борбата е само кој да управува со буџетот. Бидејќи буџетот е единствениот извор на економско движење, на плати, реално, значи, за 200 и кусури илјади луѓе, и тоа е се, кој кого ќе контролира преку јавните средства. Ние практично немаме нека многу голема функционална економија. Зошто? Затоа што се направи се што може во изминатите 30 години економијата да зависи од буџетот, буџетот натаму ќе зависи од донации, помошти и слично, и тука завршува. Триаголникот е затворен. Веќе не е ни круг, триаголник. Од тие причини, секој инсистирање на широка коалиција од ваков замислен профил, сушност е обид за одржување на статус кво. Ние не знаеме да таков замислен профил, како што велите вие. Ова беше на ниво на спекулација, никој не објави каков е, која е програмата, што би... И затоа одбивањето на таквиот пристап е решителност
луѓе, ајде да се бориме, да се фајтаме со она што не чини, па кому иде. Инаку, изборите денеска да се случат, за година дена повторно ќе има избори. Трета работа, ние забораваме едни многу битни избори што се во 2024 година. Тоа се претседателски избори. Бидејќи ние де факто, ние имаме претседател на република, но немаме шеф на држава, кој што да беше на вистинска страна на историјата, така да кажем. Ќе влезеше и самиот тој ќе беше покровител на уставните измени. Ќе влезеше и самиот тој ќе беше покровител на сет мерки од ветинг до уставен амандман да не застарува делата од корупцијата од 91 година. Председателот е овластен предлагач на уставни измени. Не мора да чекате ниту 20 ниту 40. Да, па повелете со очите ги политичките партии и пратениците кои што се внатре. Сите ги избегнуваат соочувањата со врските. Сите само се држат до флоскулите. Тука медиумите не помагаат, ниту таа во моментов дене утре да се случи, таа нема да добие 80 гласа. Од каде сте сигурни? Од каде е тој сигурен? Според ставот на најголемата опозицијска партија, без која повторно кажувам, на таа опозицијска партија, како и можеби на некои нерешителни пратеници во мнозинството, им треба подстрек. Но не од типот на крстомуковски подстрек, туку од типот на државништво. Дечки, ова мораме да го завршиме, повелете, тоа, тоа и тоа. Председателскиот кандидат, кој што ќе застане вака, цврсто и со непопуларни прашања и теми, но цврсто, државнички и сериозно, тој ќе биде председателски кандидат кој што ќе добие следната година. Колку и да се обидуваат партиите да саботираат. Не ми одговоривте или делови од партиите на црната листа. Црната што листа. очекувате таа да каде ќе кој е таргетот на таа црна листа? Таргетот е корупцијата, бидејќи корупцијата да го развиеме, да развиеме тезата. Да. Корупцијата се повторно не враќа не само на партиите како креатори на функционери. Значи партиите ги избираат функционерите кои што одат извршна власт и така натаму. Партиите се креирани од, ајде да кажеме, општеството на оној дел на бизнес олигархијата. И таа бизнес олигархија повторно води корени од транзиционата, предтранзиционата и брзата посттранзициона фаза. А таа е, повторно ќе кажем, влијание на Кремљ. Заедно со нивните антени низ медиуми и слично. Од тие причини, црната листа се фокусира на корупцијата. А таа не е единствениот механизам. Ние кога зборуваме за акт Магнитски, нели, тој го објаснува во неколку наврати претходно. Ама сите забораваме дека на актот Магнитски му претходи актот Рико. Тој акт Рико, намерно не сум го зборувал, бидејќи тој е методот на справувањето на Соединетите американски држави со силните мафијашки текови во 60-тите години и 70-тите години во таа земја. Во Македонија има голема можност за примена, затоа што тие два акти овозможуваат не само судари со корупцијата, која кај нас е системска, туку со она што ние го нарекуваме држава на мафијата. Како беше она, секоја држава има мафија, само кај нас мафијата има држава. Тука актот Рико заедно со актот Магнитски ќе делува. Да, тоа нема да биде брз, нема да биде преочигледен процес. Но постои можност и јас сум уведен дека во добар дел ќе даде ефекти во Македонија. Кога? Кога и ние ќе решиме да се занимаваме со својата работа, бидејќи чувството овдека и обидот за представување на нештата е дека овдека ќе дојдат американци и европјани и ќе средат се. Не, тие не се овдека за да бидат гувернатори на Македонија. Тие си имаат своји држави. Тие велат, ние сме заедно во одбраната, можеме да бидеме заедно во европскиот систем, натаму како ќе си ја средите работата според стандардите што вие ги прифаќате, тоа е ваша работа. Дали оваа најава за црната листа е илустрација за некаков нов ангажман дипломатски на Соединетите американски држави на Балканот од профилот кој го видовме во 90-те години во решавање на кризите? Се надевам, да, ова е одличен подстрек за една цела тема. Се надевам да, затоа што забележуваме дека во изминатиот период сепак квалитетот, можеби така да го наречеме, или сериозноста на дипломатското присуство овде и во регионот воопшто, не само во Македонија, има поприлично опаднато од западните. Председател во Давос вели недоволно. И ги повикуваат за поголем ангажман. Да, но тој ангажман зависи од две работи. Прво, ајде да земеме една илустрација. Македонското општество обично следи што се случува во Србија, во Босна и Херцеговина. Веќе кај Црна Гора таа работа, тој фокус опаѓа. Во делот на Албанија и Косово постојат многу малку информации, а особено во делот на Косово.
Ајде да видиме како еден лик или еден двоец, поточно да кажеме, Вјоса Османи Курти, наидува на една многу интересна медиумска, би рекол слободна бариера во медиумите на македонски јазик. Зошто е тоа така? Затоа што во Косово практично вие имате поприлично пофункционално владење на правото, дошто во Македонија, веројатно и во Албанија, веројатно и во Босна и Херцеговина и Затоа што имате Црна Гора и Србија. Ги имате странците Затоа што во институциите уште. Не, него затоа што институциите во основа се поставени по западен модел. Присуството е можеби надзор и контрола, но тоа не е изворно дејство на странците, туку изворна функционалност на институциите, која не е идеална, но е многу подобра од што во сите овие земји членки на НАТО и во сите овие кандидати за членство во Европската унија. Забележуваме дека таму и општеството се бори со корупцијата и тоа е ефектот на политичари кои што се автохтони, да ги наречеме, односно произлегле од општеството, а не се наметнати со политички проекти или не се миленичиња на амбасади и слично. Тука е сега повторно настанува судир и тој судир ќе се случи и во Македонија. Во моментот кога спомнавте Прегиска левица, па видете, ако луѓето ги идентификуваат тие политичари, колку и да сметам дека имаат погрешни политики, како автохтони, ако ме доживуваат мене и моите соработници како автохтони, да јас немам проблем во тоа да кажам дека моите политики и ставови како што забележувате нема да им се допаднат на амбасадите. Но мојата политика не се води за амбасадите, мојата политика се води за граѓаните на Македонија. Се води за македонците, се води и за сите останати. При тоа, како јас можам да креирам политика која што ќе биде добра за македонците ако не ги имам во поглед потребите на албанците? Како албанците ќе водат политика ако не ги имаат во предвид потребите на македонците? Тоа е взаемна зависност. И политиката или се движи на функционирање врз основа на согледување на взаемната зависност и исполнување на потребите или на конфликтност. Мојот неуспех е во тоа што не сум произведувал конфликти, заради тоа не сум бил интересен. Сега конфликтите доаѓаат затоа што Украина ја забрза и Америка, и Европа, и регионот, и фала Богу и Македонија. Во која смисла? Во смисла на промена. Во смисла на промена и во смисла на соочување со вистинските предизвици. Во смисла со тргање на дипломатски ракавици, на фини политички коректни изјави, туку со име и презиме. Тој е виновен, тој треба да заврши под санкции и слично. Во тој дел е и црната листа. Околу судството, видовме што се случи по изминатите неколку години. Очигледно и таму е драма. Вие предлагате ветинг. Оваа власт исто сакаше ветинг, па се откажа затоа што е точно, што Европската унија... Затоа што Жбогар во своја изјава во име на Европската унија... Не е тој кој одлучува, предпоставувам, дека Жбогар пренесува нечија порака и дека тој ветинг не беше прифатен заради лошото искуство во Албанија, која во еден даден момент остана без судии. Да, но таа Европска унија мораше да знае дека во Македонија имаме и вишоки судии и обвинители, да ги смениме сега половината, имаме доволно кадри. Бидејќи таа академија е формирана токму со подршка. Како го замислувате вие тој ветинг? Многу едноставно. Прво и основно, јас ќе ве потсетам дека во 2016 предлагав еднократен реизбор или избор на судии во собранието. Зошто? Затоа што вонредни околности бараат вонредни мерки. Ние сите зборуваме дека 10 до 15% од судиите штетат на угледот на целата судска фела. Тој процент, доколку не се влеземе во судир со корупцијата, ќе се зголемува, бидејќи сите ќе речат, па зошто... Колкав е тој процент веќе? Да, но сите ќе речат, а зошто јас да бидам... Толку е хаотично внатре, се отвори судството. Тоа е можеби добро што се отвори. Хаосот е неопходен. Да, неопходен е за да дојде некаков нов ред. Да. Да се вратиме на ентропија. Сега, прашањето е, дали таму недостасува регулација или недостасува човечки материјал, кој разбира што е владење на правото. Недостасува интегритет, човечки материјал и дополнителна регулација. Се заедно, ништо не можете да решите со полумерка. Прва работа. Второ, зошто во 2016 на мојот став се спротивставија како тогашната опозиција, така и добар дел од дипломатите. За тоа да го следи понатаму ветингот. На кој став? На ставот дека треба реизбор на судиите и дека е потребен ветинг. Ветингот не беше иницијатива од други партии, потекна од мене. Односно, од мојот тогашен тим. Зошто? Тоа не беше популарно. Поентата беше да се заврши една политичка операција. Во Македонија не е прашање на политичка операција.
Во Македонија е прашање на системска операција и таа повторно ќе кажам, не зависи од амбасадорите, не зависи од амбасадите, зависи од политичките сили во Македонија. Како ги дефинирате актуелните состојби во судството? Кое е клучно за да Е дел од клучните. се демонстрира некаква волја за воспоставување на принципи на владење на правото? Јас мислам дека сум многу јасен и повторно ќе кажам. Секоја афера, ние сега набројуваме афери. Прашувам, дали се под контрола на, како она што знаеме, Сваровски, Маровски, телефоните и така натаму, или е тоа се во една ситуација каде што никој никого ствари не контролира и секој прави што сака? Пред да биде Сваровски беше Картие. Пред да беше Картие наведете друг. Нема врска, тоа е систем на следење, повторно ќе кажам. Ако судството е извршен апарат на внатрешните работи, а внатрешните работи постојат за да го контролираат и да го одржат системот, тоа значи дека ние мораме да се вратиме на тоа каков систем сакаме или дали сакаме да го вистински да го смениме системот. Ние се уште функционираме во полусистем од пред 91 година. Затоа што и во нашата политичка дебата, ако сакате и во дебатата што се води со Бугарија, ние идеме на идеолошки, а не на суштински прашања. И иста е идеолошка поставеноста или одбраната на системот воспоставен економски, судски, извршно политички. Тоа се однесува на задржување на поредокот на Република Македонска, во која што системските македонци, системските немакедонци може да имаат само проđа во однос на сите останати. Затоа велам, ние го кршиме сега последниот остаток од минатиот систем. Кој го крши? Никој не го крши. Сите го кршиме, соочувајќи се со ова, нудејќи решенија и застанувајќи во политичка борба на крајот на криштата, застапувајќи ги тие решенија. Дали ќе успеам јас во тоа или вие, тоа е прашање на избор. Но тоа се неопходни чекори. Влегувате во политичка борба. Вие сте иницијатор на едно движење Нова Република. Што е тоа? Тоа е едноставно одговор на потребата да создадеме институции, бидејќи државата е систем на институции воспоставени за потребите на граѓаните, кои што се финансираат од пари на граѓаните, ама кои што мора да им пружат услуга на граѓаните. Од заштита на живот и безбедност, до заштита на имот, до еднакви права и до еднаков пристап на пазарот. За да ве прашам, со либералната партија не успеавте. Да. Таа веќе не постои. Да, и јас за тоа ја поднесов својата политичка жртва. Зошто би успеале со некакво движење како што е Нова Република? Затоа што во ова движење нема, така да кажам, стари долгови, ниту кај мене, ниту кај моите соработници, кон она што го нарекуваме постсоветска и постјугословенска олигархија. Сакате да кажете дека во либералната партија имало такви долгови? Па да, затоа бил судирот и затоа бил неуспехот. Мојот правец се покажува дали тој или овој правец функционира. Што ви налагаат тие долгови? Што? Што ви налагаат тие долгови што не можевте да платите? Мене ништо не ми налагаа, заради тоа денеска го зборувам ова. На кого му налагале, прашајте. Ви налагаа во смисла на тоа да донесете одлука да се откажете од таа партија? Не, како нејзин претседател? Јас тоа го направив како резултат на резултатот кој што сум го постигнал, односно недоволниот резултат кој што сум го постигнал. Не успеавте да... Благодарам, одговорност. Да стапивте сам да. И не успеавте да... Секако, да. Тука се поднесува одговорност. Јас, мојот дел од одговорноста го поднесов. И сега, кој е планот? Дали Нова Република ќе биде партија? Да. Односно, ќе биде во моментот кога ќе биде потребно и секако во тој, како да кажам, план многу зависат и околностите кои што ќе бидат во општеството, политиката, економијата и слично. Ако мислите да речеме дали ќе биде за 2 месеци ако има евентуални предвремени избори, не верувам дека ќе успееме. Но на изборите што неминовно потоа ќе следат за 1 година, да. Во 2024. Ако денес имаме предвремени избори ќе имаме и за 1 година. Кој е со вас, господине Величковски? Вие, секоја партија треба да обезбеди меѓу останато и финансиска структура, некаква која логистика и така натаму. Па јас можам да кажам кој не е со мене. Тие кои што создава логистика на ваквите партии како во сега. Тоа ништо не е добро, некакви поинакви. Кои се тие? Како што зборувавме и во неколку претходни наврати. Не се звучни имиња. Бидејќи од овие звучни имиња добивме многу галама, а малку ефект. Постои ли интерес? Онолку колку што во овој момент со овој степен на активност има. Во кој? Во сите сфери? Не, морам да кажам дека постојат сфери кои што се од поголеми. Зборувате против олигарсите, како ќе се спасите од тоа? Со овие мерки за кои што зборуваме.
Не, зборувам во смисла на тоа да ја сервисирате таа партија која ќе има можност да настапи. Па да видите, имате многу партии кои што сервисираат многу своји долгови и живеат многу убаво, лагодно. Знаете како, политичките партии и воопшто и државните институции не се сервисирање канцеларии, не се митинзи само и слично. Идејата е таа што создава. Реализацијата потоа зависи од квалитетот на луѓето. Инаку за канцеларии и коли, веднаш побарајте, ќе добиете се што сакате како луксус. Сте биле ли на терен по низ Македонија? Да, но тоа се мали средби со поединци, со помали групи, заради тоа што не сакаме да отвориме игранка порано од што е потребно. Кој е вашиот таргет? Како се позиционирате како мала либерална партија или пролиберална, проевропска, која ќе има одлучувачко некое влијание во евентуални избори? Воопшто не размислуваме за размислување по стандардите кои што до сега биле наметнувани. Менувањето на ситуацијата ги менува и стандардите и поимањата на Видите, нешто. на крајот од денот формирање на влада и математика. Да. Односно 61 Зависно пратени. од тоа дали и колку ќе имате представеност. Така е. Да. Затоа ве прашувам. И јас за тоа Или ви е одговорив. таргет да по своите, не знам, што знам, да се наметнете како... Да, но тоа зависи од, повторно се ќе кажам, што сме имплементирали и што сме добиле како, колку ни е препозната политиката. Колку веруваат во тоа дека утре нема да не купи некој за мали пари или за големи пари. Колку веруваат во тоа дека грешките што сигурно ќе ги направиме не се намерни, туку се случајни. Колку се верува во тоа дека имаме намера да промениме нешто. Тоа е. За да верува или не верува, некој треба да ме види. Да. Сем вас, веројатно предпоставувам и Па некоја друга секако структура. дека Затоа се обидувам да секако тоа знам дека тоа не оди кој е со со еден вас. човек. Да? Го чувате во тајност. Да. Многу едноставно. Денеска да ви навидам 3 имиња. Добро. Утре во сите медиуми ќе видите дека тој украл цреши кога бил мал, оној плюкнал на улица кога бил на 15 години, третиот не знам што правел. Но господине Па не сум луд да ги жртвувам Вие во луѓето. даден момент сепак ќе мора тие луѓе да се појават. Па секако И во даден веројатно момент. да поминат или стои дрил, да таа, како да кажам, ама во момент, политичка ама во момент кога канализација, ние за жал. во момент кога ние проценуваме дека треба, а не во момент кога треба да ги дадеме за да бидат однапред оцрнети за нешто што нема потреба. Таа шема до сега на черечење луѓе за небитни работи, а за молчење за милионски коруптивни скандали, таа шема за нас веќе не функционира. Не, во ред, но сепак останува прашањето кој Ќе остане и ќе го добиете одговорот кога ќе биде времето. во некоја Зависно од тоа блиска кога ќе иднина. бидат изборите. Какви се вашите прогнози? Што ќе се случува со овие превирања и во СДС кој почна со оваа иницијатива за широка коалиција, во ДУИ актуелните случувања, во ВМРО зборувавме за ВМРО ДПМН, Тивко е, но очигледно дека нешто се случува. Добра, за СДС и ДУИ. Како што очекувате? Каков развој на Јас можам да ситуација? кажам што би советувал. Тоа е пред се во однос на ДУИ. Да си го послушаат своето членство. Во однос на СДС. Напуштањето... Што значи да си го послушаат своето членство? Тоа значи дека, за разлика од други политичари македонци, јас не сакам да им кажам кој треба да ги представува. Туку дека тоа е нивен избор. Не. Ние имаме проблем со Моето представеноста. прашање е вашата прогноза како Токму на тоа таму ќе се Токму на тоа ви разреши. одговарам. Доколку представеноста на гласачите биде одразена преку представниците на партијата во законодавна извршна власт, тогаш партијата ќе ги надмине разликите. Доколку не знам што ќе се случува. Јас не сум гатач, јас само кажувам она што го сметам, што го гледам и што сметам дека е корисно. Истото се однесува и на СДС. Всушност, оној процес започнат за градење на така наречено национално единство меѓу Заев и Мицковски под покровителство на Пендаровски пред изборите 2020 година, онаа фамозна средба во вилата Водна, таа укажа дека градењето на националното единство всушност е било замислено меѓу Заев и Мицковски или меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН тогаш, заснована на тоа како да се елиминира представеноста на албанците. И сега тоа се враќа назад. И сега таа порозност и таа внатрешна судреност се враќа во СДСМ и ВМРО ДПМН. И сите партии ги враќа на природна димензија. Ќе ве потсетам, природната димензија на тие партии не дека нема да постојат, но се враќаат на 40 на 30 кусур пратеници. Никој од нив никогаш немал
58-62. Тоа било само резултат на инженеринг на изборен модел. Но исто време, ако забележувате, сега воопшто не зборувам за изборен модел. Бидејќи тоа е тема која што ја нафрлаат оние кои што сакаат да го одлечат вниманието. Тоа кога беше време, зборувавме. Знаете дека сум зборувал за многу работи кои што не им се допаѓале на луѓето. Како што зборував дека нема потреба од референдум, бидејќи тој само ќе биде јадро, точка на цепење на јадрото на македонскиот народ. На нов извор на конфликт, нов извор на недоверба и пререкување на генерации луѓе. Ете, излезе дека сум бил во право, за жал. Дали сте вие против тежата на левица, ако може да кажам, на да речеме на либералната страна од Повторно да ви кажам, значи се држиме до параметри до тоа како ја познаваме до сега политичката сцена. Ако сакате, дефинирате го тоа и така, но тоа е засновано на стари параметри и стари погледи. Нова република значи нов концепт. Истиот тој нов концепт го бараат сите политички партии. Но знаете како е, материјал кој што е трошен 20 и 30 години, тешко дека може да најде сила за нов концепт, доколку тој не биде наметнат од сите оние кои што биле маргинализирани до сега. А тоа, како што забележуваме по сите анкети, е повеќе од 60% од населението. Ние кога зборуваме за популарности, ние зборуваме за оние кои што се определени и кои што сакаат да кажат. А тој процент, забележувате, се помалку и помалку оди. Инаку ако сакаме уште едни избори. Очигледна е недовербата на јавноста во политичките. Да. Тоа е уствари кој има повеќе, кој има она што прави впечаток е драстичниот пад на довербата. Генерално. Затоа го имате Груевски 7%, кој не се ништо значајно, но да, прави впечаток, бидејќи Груевски се враќа на некако... Се враќа на анкетите. Да. Вау. Што е вашата порака со која би охрабриле луѓето речат, аха, оваа порака е таа, не како Иво Величков, туку пораката, која е таа? Секој човек треба да одлучи дека сака да преземе одговорност и да го направи тоа што треба, а јас го нудам, доколку тоа се решиме сите да го направиме, или добар дел од нас, дека тоа ќе го направиме во разумен временски рок, што значи не повеќе од еден мандат, и за тој еден мандат. Што тоа, господине Величков? Ќе треба да поднесеме многу жртви. Што не е понудено до сега и слушнато? Ама чекајте сега, ние не сме во изборна кампања. Членство, стандард, Ама Европска унија, членство, стандард. Значи тоа е преджвакана... борба против корупција. Тоа е преджвакана тема. Пак се седене никому. Јас ги кажувам мерките. Што треба да се направи внатре и што би направил. И што ќе направам доколку имам можност да го направам тоа. А таа можност зависи од одлуката на граѓаните. Ако сакате пред време да ви ги отворам темите и да ви ги отворам, како се вика, политичката понуда, до крај, не. Јас те затоа ви прашувам, не вие, да ме разбирате. Политичката понуда, мислам не можам да ме прашам затоа што се уште не сте ни партија, вие велите дека. Така. И сето тоа е еден смислен процес како ќе се движи натаму. Ако ве прашаат вашите симпатизери, што е мото на партијата? Што е мотото е содржано во името. Мотото е содржано во името. Нова република. Не е името на државата во прашање. Новата матрица на функционирање на институциите и новата матрица на граѓаните и на македонците. Затоа што ние сме цело време затворени во стари стравови и поделби. Никој не сака да преземе одговорноста ја бараме со тоа што луѓето ги пуштаме да си одат што е можно подалеку, да не се враќаат назад, за да не пречат, за да остане ова жабокречено. Вие пак ќе дојдете во ситуација, да речеме, да треба да коалицирате со ВМРО или со СДС или со ДУИР. Што подразбира компромиси. Да. Што подразбира, како и секогаш досега во овие изминатите 30 години, концесии за некои луѓе кои очигледно се, како кажа, малигно ткиво во Па овие процеси што се случуваат во ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ ви кажуваат дека тие самите се чистат од своето малигно ткиво. Со многу тешкоти, бидејќи ниту една операција не е лесна. Прашањето поставете им го нив. Мојата работа е да ги понудам и да застанам заедно со луѓето кои што се спремни малигното ткиво да го доотстранат. Бидејќи вие знаете како е, тешка болест со аспирин не лечите. И да, потребни се и многу резови. Луѓето бараат решителност, луѓето бараат да се знае за што се прави и за што сте решителни, и по пат да видат дека во изминатиот период може би сте сгрешили ако не било намерно.
Ама дека грешката не ви е намерна и за да зимаат пари. Празливи, решителноста сама по себе не е само фала Богу, декларација. бидејќи до сега луѓето не беа предпазливи и чекаа дај брзо да завршиме да гласаме за една или за друга тура и така се ќе остане како до сега. Ние барем да успееме да се пласираме, дали да се вработи, дали да заврши некоја работа. И сега кога нема веќе пари, кога таа стара инерција е потрошена, кога се стои бидејќи ништо не се случува суштински во земјава. И сега луѓето нормално се предпазливи, бидејќи сватија дека она што ги предупредувавме многу мина од нас, не само политичари, туку и аналитичари и слично, дека за парите се работи. Таравари овде во ова студио рече дека влегуваат во владата. Очигледно тоа е една операција да се сочува ова мнозинство кое е загрозено од X причини, да не навлегуваме во нив. Што очекувате сега од оваа нова влада, владина коалиција? Прво и основно, имам веќе кажано дека веројатно е полесно да се стигне до 81 одошто до стабилни 61. Второ, кога ја дадов сугестијата да си ги послушаат своите членства, овие партии имаат потреба да знаат дека субституирање на пратеници не е едноставното и корисното е само единствено решение. Затоа не би сакал да одиме во тоа само како да разговараме за тоа како да се одржи една влада. Туку е прашањето или мнозинство или како да се сруши, небитно значи за кој аспект зборуваме. Суштината е во тоа што треба да произведе таквиот еден процес, кои процеси од овие кои што ги зборуваме. Што очекувате тоа прашање? Зависно од тоа што ќе биде содржинската и реконструкцијата на човечкиот материјал. Значи, за една година Вие очекувате реконструкција на владата? Ако нема реконструкција, избори. Ако има квалитетна реконструкција, таа ќе истера до крајот и веројатно ќе даде и одредени резултати. Што подразбирате под реконструкција? Што подразбирате? Нови луѓе ќе дојде на место ово и оно и добро, окей. Секој да сме виделе многу реконструкција. Реконструкција. Што кој е вашата сугестија во оваа смисла? Ќе извините, значи таму има луѓе кои што имаат поголем политички кредибилитет низ избори од мене. Она што можам само да го кажам е дека реформирањето за кое што зборував во судството и внатрешните работи секако дека предизвикува потреба од внимание за реконструкции во овие ресори. Надворешните работи, да речеме, во моментот имаме една многу специфична ситуација каде што Македонија претседава со ОПСЕ. Но да се запрашаме дали политичката криза во една партијата од каде што доаѓа министерот за надворешни работи нема да му е ослаби таа позиција. Значи ние можеме, државата има потреба од брзо решавање на кадровските прашања, за кои што без кои што решавање всушност ќе бидеме изложени на големи ризици. Особено што во услови кога Русија очигледно подготвува нова офанзива во Украина или барем се подготвува за интензивирање на конфликтот. Зошто ние мислиме дека заднината, така да кажеме, како што е Балканот, ќе биде оставена без руско влијание или без фокус за комплицирање на состојбите овде. Вниманието и подготвеноста за ризиците е добар дел од справување со ризиците. Но, до крај, тоа зависи од капацитетот на институциите и државата. Ево да земеме како заврши аферата Онишченко. Нели, денеска ја заборавивме? Не, никој не ја заборава. Сериозен човек не би ја заборавил. Бидејќи ние треба да видиме уште колку Онишченковци имаме во Македонија. Која е нивната цел? Која е нивната поврзаност? Која е нивната вмреженост? Кој е овозможил тие да станат дел од не само од жителите, туку од факторите кои што влијаат економски и политички. Велите расчистување на таа афера. Кои би требало да се 3 други клучни приоритета кои ова ново владино мнозинство ќе ги направи? За тоа, видете сега, повторно ќе кажам, јас ја надминав можеби линијата на политичка коректност, давајќи ги овие неколку оценки. Но за сето она што зборувам натаму, си има. Зашто мислите дека е политички некоректно? Заради тоа што јас не сум пратеник, немам можност со своја да биде чинител, актер, субјект на таа политичка сцена, на тој политички театар. Па јас немам намера да изигравам политички театрант. Јас зборувам за она што можам да го сугерирам до ниво на одржливост на предлогот. Јас зборувам за системски предизвици, јас зборувам за суштински прашања, а натаму за други ешалони во владата и слично. Суштинско прашање, господине Величковски. Што е суштинското прашање кое треба да се реши? Еве, имаме промена на устав.
Добро. Тоа е чекор. Значи тоа не е прашање. Што е другата суштинска работа во Македонија која Еве треба? вака ќе ви кажам. Ветингот. Ветингот во секој случај она што значи реформа внатре во МВР и овозможување на истражителските капацитети за засилување на обвинителството, за комплетирање на правосудниот систем, а не само да се фокусираме на судството. Тоа ви се неколку аспекти. Во борбата со корупцијата, па ако сакаме натаму да зборуваме, ние мораме да видиме што нас ни донесе марихуанизацијата на економијата. Ајде да видиме тука какви ни се движењата, што процеси имаме всушност отворено, што се случува со транзитот очигледно на психотропни супстанции во и низ Македонија. Тоа е прашање безбедносно. Тоа не е само прашање на криминал. Бидејќи тој криминал предизвикува безбедносни предизвици. За кој криминал зборувате? Лиферувањето на дрогите во Македонија. Врз база на што тоа го тврдите? Еве, ако сакаме да зборуваме врз база на сите последни акции кои што беа спроведувани во изминатите години, ако не се лажам, од 2020 наваму. Ангажманот на ДЕА во Македонија. Резилиентноста, отпорноста или пробиеноста на системот на внатрешните работи и на справувањето со овој тип на криминал. Нашиот фактичкиот пораст на, ако сакате, и обичниот криминал, оној ненасилен криминал во Македонија. Сето оно што значи, еве сега да кажам, криминал. Бидејќи организираниот криминал ја користи празната зона оставена на овој начин и ја користи својата длабока поврзаност која што системот го прави корумпиран како нормалност. И ние кога зборуваме за корупција во Македонија, ние не можеме да ја препознаеме бидејќи таа е преплетена во институциите. За крај да ја прашам, ако се успее со уставните промени, дали преговорите очекувате брзо да сменат некои работи во Македонија? Преговорите сами по себе менувале и менуваат во сите земји кандидати. Но не заради тоа што се водат преговори, туку затоа што се имплементираат преземените обврски. Оно што ние не можеме да го се уште да си го објасниме дека во тој принцип во тој пристап на водење преговори, ние не разговараме дали нешто сакаме, туку прифаќајќи ги стандардите со желбата да се биде дел од Европската унија. Ние само разговараме за тоа кога сме подготвени, во што е можно побрз рок, тоа да го имплементираме. Не сакам ова да звучи преговорите да бидат романтичност. Не сакам таков печаток да има. Преговорите се техника. Спроведувањето на одредбите од преземените обврски се тие кои што се гледаме Србија преговара, па што? Затоа ви кажам, нема романтичност. Што се имплементира? Денеска да земеме извештај на ДЗР. 52% од преземените обврски во правосудството се реализирани. 14 воопшто не се ни пипнати. Останатото е нешто чепнато. Па и тие 52 што се реализирани, што? Па ништо, затоа ви кажам. Суштината не носи. Затоа ви кажам, ние да не одиме романтично тука. Да крај уште бидејќи немаме. Повелете, извинете, малку бев екстензивен во некој. Во регионот очекувате ли некакви нови слушања? Пред кога спомнавте Република Српска, останува отворено прашањето на Косово, Црна Гора е тотално неизвестно што ќе се случува. Некако парадоксално најавата дека се реанимира процесот на проширувањето кон Западниот Балкан отвори многу рани кои мислевме дека се позалечени. Секаде помалку по регионот. Па еве сега доаѓаме и до пукање во Косово, тензии во Босна, во Република Српска, во Црна Гора, во Србија, Косово. Ајде да се обидам да ви одговорам најкратко што можам за тоа. При крајот на годината имавме веќе подготвеност на Србија дека ќе влезе да ги брани србите во Косово, беше распоредена, качена војната готовност и така натаму. За 2 недели после тоа, тоа беше со одлука на претседателот на Републиката кај нив. По одлуката на Вучич за 2 недели после тоа Брнабиш што рече? Го молиме КФОР да ги гарантира правата на србите. Што тоа значи? Со сите осцилации во јавните мислења, со сите осцилации во јавната реторика, на крај се оди на воспоставените решенија кои што диалогот меѓу Белград и Приштина треба да резултира со взаимно признавање. Кога и како тоа ќе се случи, тоа е прашање кое што бара цела нова емисија. И можеби и тогаш нема да ги дадеме одговорите. Но она што е битно е да сватиме дека и она што не е подготвена политичката јавност во Македонија да го прифати е дека од подопашник на Кремљ Белград сака
и се движи уште од 2020-2021 кон метропола со Вашингтонски шмек. Тоа е процес кој што Србија сигурно подобро го знае и може да си го анализира тоа што ние овде, но нашата задача е да останеме отворени за овозможување на смирувањето и европеизирањето на регионот. Не во смисла на прифаќање на култура и слично. Ние сме дел од Европа. Туку во смисла на функционирање на европските стандарди во политиката. Се надевам дека сум доволно јасен тука и не сакам да давам преголеми. Како го предизвика доста внимание онаа средба во Тирана, Рама, кога ги повика лидерите на етнички албанските политички партии од Македонија? Како ја видовте вие таа средба? А кого возбуди таа средба? Мене, да речеме, лично, ниту ми даде нов, ниту, не знам како да кажам, сигнал. Едноставно, не верувам дека има партии на албанците во Македонија кои што се против уставни измени. И јас цело време забележувате дека уставните измени не ги ставам во рамки на равенката како да се дојде до власт, туку ги кажувам дека кој готи да е. Ние имаме потреба да си го завршиме. Не затоа што ние барање. Гледате францускиот предлог, леле сите вика ова она, на крај заврши приказката, отидоа сите лани после протестите си, отидоа по одмори, толку беше. Истото беше претходно. Северна, леле, готово ќе не нема. Еве и не има, и Северна, и тоа е. Се не гледам дека некој од опозицијата или од власта вратил пари затоа што му стигнува на сметка во Северна Македонија. Така што, дајте да ги оставиме веќе сите оние драматики кои што ни се одзимало вниманието и фокусот од главните прашања. Да се надеваме дека во 23-та можеби ќе се фокусираме на некои од прашањата кои ни се... Јас се надевам дека ќе има можност да придонесам во тоа. Господине Величковски, ви благодарам. Ви благодарам на поканата. Тоа беше Ивон Величковски, иницијатор на движењето Нова Република, која, како што најави, ќе се случи, односно ќе се трансформира во политичка партија, но да видиме за тоа подоста. Ви благодарам за вниманието и до гледање.